Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска. Последната тема исто ќе ја посветиме на регионалната политика. Колегата Сашо Ордановски во првите термини разговараше со поранешниот амбасадор господинот Ѓорѓи Филиповски, а јас сум мојот следен соговорник Благојче Атанасовски, ќе го дообјасниме или ќе земеме некој друг агол од она што беше дискутирано на тема билатерални односи и евроинтегративен пат порано денеска овде во студиото. Добро утро. Благојче, добре дојдовте во студиото на утрински брифинг. Добро утро, благодарам на поканата. Неколку интересни тези денеска подвлече колегата Сашо со својот соговорник, меѓу другото и тоа дека Бугарија била се најде изненадена практично од тоа што направивме, успеавме да направиме договор со Грција кој што никој не го очекуваше, па токму затоа дојде и една ваква блокада, иако претходно имавме подпишано договор со добрососедство или прво со бугарите. Но да се задржиме на тоа каква е актуелната ситуација, уште една блокада, фамозниот 14 декември помина без да добиеме датум, без да ги отвориме преговорите, практично апсолутно ништо не се промени и со доаѓањето на новата влада во Бугарија. По трет обид, тие конечно избра премиер, избра и председател старо новиот, кој веќе знаеме какви ставови има за нашата држава, но од премиерот и од оваа владеачка гарнитура можам да кажам дека и ние и Европската унија очекувавме многу повеќе. Да му дадеме време или можеме да оцениме за овој краток период каква политика во иднина ќе води новиот бугарски премиер? Искрено, пред да се употреби инструментот вето, минатиот декември, јас постојано апелирав и велев дека еднаш употребеното вето ќе биде многу тешко истото да биде повлечено, бидејќи тоа е еден инструмент на една држава во меѓународната политика, кој го употребува претходно, договара, да речеме, еден внатрешно политички консензус и исцртува така наречени црвени линии, како што гледаме дека тие така наречени бугарски црвени линии се исцртани во Бугарското народно собрание со резолуцијата, исто како што беа и грчките. Односно, сакам да кажам дека кога го употребија бугарите ветото, јас бев исплашен од проста причина што знаев дека нема воопшто да биде лесно истото да биде тргнато и покрај тоа што имаше изјави, надежи од наши политичари, од веќе поранешниот премиер Зоран Заев дека само да поминат изборите во Бугарија тоа веднаш ќе биде лесно тргнато. Јас знаев од сам старт дека не е така, бидејќи се подигнуваат влоговите во однос на меѓусоседските односи со употребата на инструментот вето. Гледаме дека е наектрализирана ситуацијата во бугарското општество. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека повеќе од 80% од бугарите го поддржуваат употребеното вето и не сакаат истото да биде симнато, исто како што го поддржува грчките граѓани грчкото вето, односно секоја политичка влада и после политичката влада на Бојко Борисов и Красимир Каракачанов кој го ставија ветото, ќе има многу тешка задача истото вето да го тргне и потоа да го објасни на своите граѓани како победа. Затоа и не ја гледам тука оправданоста од разочараноста дека на 14 декември сега не било веднаш тргнато ветото. Јас воопшто не очекував дека еден ден по официјалното бирање на Кирил Петков за нов бугарски премиер, ветото туку така може да биде лесно тргнато. Едноставно наоѓам зрак надеж во неговата изјава дека во наредните 6 месеци со формирање на повеќе комисии, освен фамозната така наречена историска комисија која всушност и доведе до ставање на бугарското вето од официјална Софија, бидејќи како што велат тие, ние воопшто не ги почитуваме договорените работи во договорот за добрососедство и пријателство, ќе се создадат и други комисии и на тој начин едноставно вниманието во политичката јавност, во целата општествена јавност во двете земји ќе биде само извинете, ќе биде едноставно разводенето да не ние како општества, две и како држави, како политички влади цело време се сосредоточуваме врз историски теми, историски проблематики и едноставно енергијата е да трошиме само на тема каде што многу тешко може да се договориме веднаш или за 6 месеци. Тоа може би ќе трае со години, тој процес на, како да кажам,
усогласување на историите меѓу Ветото Македонија и не беше Бугарија. тргнато, но риториката омекнува. И тоа дури и од страна на бугарскиот председател Румен Радев, ако може така да ги толкуваме неговите последни изјави, тој последно изјави дека во средината на јануари ќе свика консултативен совет на тема Северна Македонија. Румен Радев е многу жесток и ригиден во однос на така нареченото македонско национално прашање во Бугарија. Едноставно гледам, како што кажав, зрак надеж во новиот приот на новиот премиер Кирил Петков и гледам тука изјави од нашиот министер за надворешни работи Бујар Османи, па и председателот Стево Пендаровски, кој вела дека 6 месеци е многу долг период. Јас цело време во моите изјави и во моите колумни подсетувам дека ако бугарите се решени во наредните 6 месеци ние на вистина да се договориме и тие да ги деблокираат нашите европристапни преговори. Ако се решени, го слушаме 30 години претходното тоа сакав да кажам. Тоа сакав да кажам, малце... едноставно ние 15 години чекаме да ги почнеме преговорите со Европската унија, доколку во наредните 6 месеци ние најдеме квалитативно решение да ги уредиме односите и да го тргнат ветото, тогаш еве ќе почекаме. Сакам да напоменам дека за разлика од приемот на Македонија во НАТО, каде што стоеше заклучок на самитот на НАТО во Букуреш, дека доколку се реши проблемот со Грција, Македонија по дефолт ќе стане земја членка на НАТО и стана. Тој процес беше само со ратификација на 29 земји членки во парламентите и така Македонија стана. Приемот на Македонија во Европската унија е многу посложен и е многу подолг пат. Ние не зборуваме дека доколку Бугарија го тргне ветото, веднаш потоа ќе влеземе членка на Европската унија. Само тоа го знаеме. Сакам да кажам, не, поентата ми е, јас секогаш велам, подобро да се создаде и да се почека во овие 6 месеци некое решение, така наречен анекс на договорот за добрососедство, кој ќе биде квалитативна рамка, а не квантитативна рамка, каде што ќе се дигне степенот на меѓусебна доверба и од страна на официјална Софија, од страна на официјално Скопје и во наредните години, па би рекол и децени, ние едноставно да ги почитуваме од двете страни на границата договорените рамки, бидејќи, како што знаеме, затоа напоменав, членството во Европската унија е различно. И секогаш велам, што ако хипотетички ние постигнеме договор, го тргнат бугарите ветото, потоа дојдат две националистички влади и во официјална Софија и во официјално Скопје, и потоа истата бугарска националистичка влада најде нови причини дека ние условно не ги почитуваме договорените рамки и го употреби наново инструментот вето. Тоа никој нам не ни го гарантира. Значи знаеме дека во процесот на интеграција... Што сакате да кажете? Сега да конкретизираме, дека дури и на отворени преговори, дури и на половина пат до таму може повторно Бугарија кој може тоа да го да не блокира, како еднаш веќе ќе даде зелено светло. Кој тоа може да го исклучи? Не само Бугарија. Јас велам дека и Грција, покрај тоа што ние сме земја членка на НАТО, тоа е завршен процес. Чисто со договорот. На чисто, ама чисто новата актуелна владеачка гарнитура дека мора да се почитува. Мора да се почитува. Велам, доколку дојде во Македонија власт предводена од десницата, хипотетички поставуваме прашање. И доколку не се почитува Преспанскиот договор, верувајте дека грчката влада предводена од Киријакос Мицотакис нема да размислува два пати да го употреби инструментот вето за да и тие ги кочат нашите европски преговори. Знаеме дека едноставно врз Македонија се тренира, како да кажам, кршење на меѓународното право. Македонија е единствената земја во Европската унија која е добила две вета од две соседни земји кои се членки на Европската унија. Знаеме дека тие се цело време велиме антицивилизацијски, антиевропски, секакви политики шовинистички, па дури и фашистички, некои ги велат од страна на официјална Софија, но едноставно, за жал, природата на меѓународните односи е таква, сурова и ние не може тоа да го сменим. Сме доведени во ситуација во која мора максимално предпазливо и во нашето општество и во нашата држава да се однесуваме кон тие два склучени меѓународни договори со јужниот и источниот сосед и да се надеваме дека самата Европска унија ќе даде беше појасен од бугарскиот. Појасен беше, бугарскиот е многу покомплексен и покрај тоа што ние веруваме дека грчкиот беше многу потежок. Полесно докажлив. Полесно затоа што се докажлив. работи за понова историја, сите знаеме кој каде само... бил во време на Втората светска војна. Ама не е само тој проблем од Бугарија, како што го спомнавте вие и
председателот Румен Радев, ја тоа го викам диверзантско-тактички обид, тој да ја смени реториката, бидејќи до пред неколку месеци тој постојано пред европските челници велеше дека Македонија има фалсификувана историја, не почитува некои историски ликови, ги присвојува, тие биле бугарски, кога виде и најде на неодобрување во центрите на Европската унија во Брисел, во Берлин и во Вашингтон, особено за само извинете за потеклото на јазикот и потеклото на нацијата, каде што му реагира и му велеа дека не е нормално во 21-виот век тој да го поставува прашањето за потеклото на јазикот и идентитетот на една соседна земја, тој ја смени реториката и ја насочи целата тематика во правец на така наречено непочитување на правата на бугарското малцинство во Македонија, врзувајќи го со така наречено неисполнување на копенхашките критериуми. Иако состојбата е комплетно обратна, Бугарија е таа која што не ги почитува правата на малцинствата, така, веќе има пресуди пред меѓународен во Страсбург. Сакам да кажам, поентата ми е дека Бугарија постојано може да измислува низа и низа на така наречени отворени проблеми да го Имам уште неколку конкретни прашања, времето ни е кратко денеска. Грчкиот премиер Мицотакис е на средби во Софија и со Радев и со Петков. Тема, меѓу другото, на тие средби ќе биде и блокадата на Северна Македонија. Очекувате дека грчкиот колега може малку да ги омекне ставовите на бугарите? Па сега да не бидеме наивни дека грчкиот колега толку многу ќе се заложи Бугарија да го тргне ветото, едноставно ние се доведовме во една апсурдна, би рекол и бизарна ситуација во која допред да речеме 2-3 години Грција беше единствениот кочничар на нашите европски и евроатлантски интеграции, сега Грција станува промотор на нашата европска интеграција, од друга страна Бугарија таа што ги кочи преговорите, едноставно за жал како што кажав, инструментите на кои им стојат на располагање на членки на Европската унија, нашите соседи апсолутно ги злоупотребуваат и ги користат врз наш грб, односно врз нашите евроинтеграции. Злоупотребата пред околу 1 месец, овде во утрински брифинг, се јави единствениот македонски пратеник во албанското собрание. Поразговаравме на истата тема. Тој вели дека претходно и Албанија била уценета практично од Бугарија со некоја своевидна закана за блокада, доколку бугарите не ги вметне во уставот, иако во Република Албанија нема бугарско малцинство. Со тоа што јас последниот совет на министри на Европската унија, Бугарија беше многу непринципиелно, односно сакаше да покаже дека таа не го блокира патот на Албанија. Гледам и цело време потенцирам дека Албанија е колатерална штета од бугарското вето врз македонските евроинтеграции, бидејќи гледаме Да, ама без разлика гледаме дека самата Европска унија, па некои центри на моќ како Холандија, Франција, па дури би рекол и официјален Брисел, не дозволува одвојување на пакетот на Албанија и Македонија, покрај тоа што Бугарија е таа што не ја кочи Албанија во незината европерспектива. Гледаме дека се до моментот додека ја блокира Македонија и Албанија ќе биде таа која ќе биде закочена на европскиот пат. Постојано велам дека Бугарија на крај ќе стане генератор и катализатор на проблеми во Западниот Балкан, бидејќи веќе е и дека тоа може да предизвика одложувањето на почетокот на преговорите со Европската унија, може да предизвика дестабилизација во однос на самиот Западен Балкан, регионалните односи, гледаме изјави во однос на актуелното невралгично, хронично косовско-српско прашање, односно диалогот Белград-Приштина, и гледаме колку американците се загрижени за состојбата во Босна и Херцеговина. Едноставно, ние сме еден вид на буре барут, тој така наречен Западен Балкан, со нерешени внатреетнички, меѓуетнички, меѓудржавни, сложени национално-етнички прашања. И на крај Бугарија ќе биде таа која апсолутно ќе биде машата која ќе го, да речеме, поттикнува експлодирањето на тој Западен Балкан и нема ниедна причина во аргументите каде што таа би била поддржана од страна на западните сојузници во кои членува тоа Европската унија, па и НАТО. Гледаме дека американците и високи представници од американската дипломатија цело време потенцираат во однос на тоа дека Бугарија гледаме повеќе напори од страна на САД отколку од страна на Европската унија за чий влез и се бориме. За жал така е, бидејќи тоа е што САД го сметаат нарушување на безбедноста на јужното крило на НАТО. Благојче Петков сака да се види со Ковачевски. Таква е неговата последна изјава при најавената средба со Мицотакис. Очекувате ли дека ова ќе ги приближи малку ставовите? Се надевам, бидејќи многу пати сум напоменал, очекувам
ако не да биде Петков новиот Алексис Ципрас во буквални преносна смисла, очекувам дека човекот кој завршил на Харвард универзитетот и кој живеел во Канада, односно има таа така наречена западна политичка мисла, ќе биде сосема различен од типичниот балкански шовинистички националистички политичар, односно се да биде различно тоа што беа Бојко Борисов, Красимир Каракачанов, Захариева, Џамбаски, Ковачев и да не ги редам, односно ќе има свест, бидејќи Алексис Ципрас која се постигна през Панскиот договор. Тој рече, ние мора да ја земеме жртвата на двете општества, но да обезбедиме иднината на генерациите во децениите кои следат понатаму и за македонските граѓани и за грчките. Тоа го очекувам од Кирил Петков, дека ќе има свест дека решавањето на проблемот, што е не проблем, апсурдно наметен проблем и измислен од официјална Софија, но во дадениот момент тргнувањето на блокадата на Бугарија ќе има една повисока цел за генерациите на македонските и бугарските граѓани во иднина и за иднината на целиот регион. Апсолутно да го споменеме она што исто така денеска и утре се случува во нашето соседство, тоа е иницијативата Отворен Балкан. Тројката Македонија, Србија, Албанија во Тирана, таму поранешниот премиер и председател повика на протести, а во меѓувреме оваа тројка која што туку ја споменав, веќе почна да испреќа писма до сите останати балкански држави да се приклучат на иницијативата. Знаеме дека има остра реакција, односно остар отпор од страна на Косово поради нивниот проблем со Србија. Дали е тоа единствената причина зошто Косово одбива да биде дел од иницијативата Отворен Балкан или гледате и нешто друго? Па видете, Отворен Балкан требаше да биде не еден вид алтернатива на замена на членството на Македонија, Албанија и Србија во Европската унија, но требаше да биде генератор и мотор, нешто слично на така наречената Вишеградска група, односно Унгарија, Словачка, Чешка и Полска пред нивниот официјален прием во Европската унија, да соработуваме ние подобро меѓу себе, зборам пред се инфраструктурно, економско, стопанско и политичка соработка, бидејќи како што ги напоменав, проблемите се огромни во овој Западен Балкан и тоа беше иницијатива, да речеме, на дополнета на Берлинскиот процес, поттикната од поранешната германска канцеларка Ангела Меркел, да се забрзи. Немаме толку време. Да, конкретно не гледам, а видете сега Косово што го поставивте прашањето, таму станува збор за еден националистички лидер во моментот, тој е премиерот Албин Куртин. Верувам дека тој сака едноставно на таа реторика. Дали може би има Косово други забелешки за оваа иницијатива или проблемот со Србија е единствениот проблем? Па јас не гледам кои се другите забелешки освен проблемот со Србија, бидејќи Отворен Балкан, како што кажува и самото име, е едноставно отварање на економиите и за подобра проток на услуги, на добра на стопанството. Јас не гледам зашто Косово би имало проблем да соработува вклучително и со Србија, бидејќи Косово е најсиромашната земја, земја во европскиот континент. Од таа гледна точка и покрај тоа што Србија не го признава Косово, би било како да кажам нелогично Албин Курти да очекува дека Србија ќе го признае Косово кога Косово порано бил дел од составот на Србија и онда одбива да соработува во полето на економијата, на стопанството и на инфраструктурата. Тоа е тоа што јас го велам и во односите меѓу Македонија и Бугарија. Историјата и политиката може да биде ставена на друга шина, но ние имаме многу посуштински проблеми и реални проблеми од животот на граѓаните. Да, меѓутоа треба многу поголема прогресивност, иако менталитетот на милуваат да кажат дека Косово има во моментов прогресивна владеачка гарнитура. Апсолутно нема прогресивна. Албин Курти се само не е прогресивна владеачка гарнитура. Па овде е окарактеризиран така, барем новинарите во Македонија. Таков епитет му дадоа на светогледот на очилата на тие новинари дека Албин Курти е прогресивен, мојот не е. Благојче Атанасовски, благодарам што бевте дел од денешниот утрински брифинг. Можеме на долго и на широко за овие теми, но веќе направивме и упад во вестите на колегата Александар. Уште еднаш ќе повторам информацијата Отворен Балкан, иницијативата денеска и утре во Тирана, а лидерите се уште незаминатиот премиер, односно се уште премиер на оваа држава заев денеска во Тирана и да повторам поранешниот албански премиер и председател повика на протести против оваа иницијатива и настанот кој што се случува во албанскиот главен град денеска и утре.